почитувани амбасадори, почитувани министри, градоначалници, пратеници, советници, почитувани доктори, медицински сестри, здравствени работници, почитувани родители и семејства, почитувани драги млади луѓе, херои на животот, почитувани гости и присутни. Денес стоиме овде со тешки, но благодарни срца. Стоиме со спомени на една ноќ, што за секогаш ќе остане врежана во нашата колективна меморија на Кочани. Ноќ во која болката го погоди нашиот град со сила што никој не можеше да ја предвиди и да ја замисли. Пожарот во Пулс не беше само трагедија. Тој беше судир со најтешките човечки страдања. Во тие часови на ужас, нашите деца, нашите млади се најдоа лице во лице со огнот и чадот. Лице во лице со страдањата се најдоа и оние кои се заколнале дека ќе ги чуваат животите, а тоа се лекарите, медицинските сестри, техничарите, болничарите, хуманите луѓе, институциите и сите други. Многумина од вас што сте денес тука, ги видовте раните одблизу. Ги видовте изгорените раце, што уште се обидуваа да се фатат за животот. Ги видовте лицата на младите луѓе покриени со црн чад, болка и лелек. Ги видовте младите прекрасни тела изгорени, како се борат за живот и како одеднаш тивко не напуштаат. Го осетивме проклетиот мирис на изгорената човечка кожа, кој никогаш нема да го заборавиме. Ги слушнавме криците, ги слушнавме трогателниот звук на сирените, оживувавме колапсни ситуации, едноставно со еден збор, повеќе од хорор. Тоа беше борба што траеше и траеше. Беше неописливо со зборови. Беше хаотично. Токму во тие најтешки моменти се случи нешто што ние во Кочани никогаш нема да го заборавиме. Ние не останавме сами. Од сите страни пристигна помош. Болниците во државата и во многу други држави ги отворија своите врати. Доктори и медицински тимови се ставија на располагање без двоумење. Амбулантни возила, полициски возила, армиски возила, хеликоптери, авиони поидоа кон непознати дестинации, носејќи ги нашите деца кон спас, кон нова надеж. Во Македонија, во соседството и низ Европа, здравствените системи, клиники, медицински тимови ја презедоа оваа битка како своја. Вие, мили мои, во тие моменти не гледавте само пациенти. Вие гледавте како на ваши деца. Вие гледавте на животи што мора да се спасат. Вие ги дававте вашите животи за да ги спасите нашите деца. Знаеме дека многумина од вас работеа без сон. Со денови трепереа невидливо. Знаевме дека ниту мислевте на храна, ниту на вода. Знаевме дека душата ја дававте за нас. Знаевме дека пред вас имаше повреди, какви што ретко се гледаат и како што никој не посакува да ги види. Знаевме дека тие повреди се новитети во науката. Знаевме што може и колку може да повреди проклетиот оган, но и во тие копни моменти вие наоѓавте и сила и храброст и да излезете во ходниците на вашите болници и да не утешите, да ни дадете барем
тронка надеж и верба, иако во душата треперевте и стравувавте. Додека вие работевте во операционите сали, ние го молевме Господ да ви даде сила и разум, да донесете правилни одлуки во правилно време. Додека вие водевте тивка и херојска борба во операционите сали, ние родителите на повредените во неприспиените ноки чекоревме по празните улици на градовите каде што бевме сместени. И главни пријатели ни беа бездомниците. И тие имаа душа и срце, и тие одеа по нас, и тие не тешеа. Никогаш нема да ги заборавиме редиците на луѓе кои чекаат да даруваат крв со саати за да спасат нечии детски живот. Никогаш нема да ги заборавиме редиците на луѓе кои ни носеа храна, вода, облека, кои ни нудеа да не вдомат во нивните домови, иако никогаш се нема запознаено со нас. И затоа денес, од името на граѓаните на Кочани, од името на родителите и на семејствата, од името на младите кои денес повторно учат да живеат, ви велиме едно големо, длабоко и искрено ви благодариме. Ви благодариме за вашата храброст. Ви благодариме за вашата пожртвуваност. Ви благодариме за секој час кој го поминавте покрај болничките кревети. Ви благодариме за секој спасен здив. Благодариме за секој живот што успеавте да го вратите од работ на бездната. Кочани, ви благодариме. Драги пријатели, нашите млади луѓе денес се живи благодарение на вас. Нивните тела и раце носат видливи лузни, но на нивните души и на нивните срца носат лузни од пеколните страдања, носат лузни за нивните другарчиња, пријатели, девојки, момчиња, сопрузи, кои што пред нивни очи заминаа во вечност. Тие кои не успеа да се спасат, а со кои заедно сонуваа за едината. Тие рани не се гледаат со око, тие се во срцето и во душата. Почитувани мои, благодарение на вас, многу млади луѓе повторно ја пронаоѓаат силата да чекорат напред, да веруваат во утрешниот ден и повторно да се насмевнат. За оваа тивка, но исклучително важна борба, Кочани ви изразува длабока благодарност. Кочани никогаш нема да ја заборави оваа солидарност. Кочани никогаш нема да ја заборави човечноста што ја видовме во најтешките моменти. Окнот ни одзеде многу, но благодарение на вас не успеа да ни ја одзеде надежда. Ние веруваме во нашите млади херои. Тие се свесни дека заздравувањето е долг и мачен процес. Но тие се тука, тие се со нас, тие имат утре создадено со вашите раце. Затоа ова нека биде само ден на сеќавање на болката и загубата, туку ова нека биде ден на благодарноста. Ден кога ќе се поклониме пред вас, пред оние што ја дава својата душа, што го дава својот живот за да спасат нечии детски живот. Ден на благодарност и ден кога ќе се сетиме дека човечноста нема граници. И додека ги чуваме спомените за загубените,
за оние кои не напуштија за секогаш. Ке продолжиме да стоиме покрај оние што преживеа со надеж, со грижа и со заедништво. Ви благодариме што бевте тогаш со нас, но ви благодариме и што сте сега пак со нас. Кочани никогаш нема да ве заборави. Кочани бескрајно ви благодари. На сите кои помогнаа од Македонија, од срце ви благодарам. Елада Евхаристополи, Србија, хвала вам многу. Българија, благодарим ви од срце. Хрватска, хвала вам од срце. Словенија, хвала вам од срце. Италија, грација. Австрија, данке. Белгија, данке. Литванија, ахчу. Туркија, тешекюр. Свиден, так. Хангери, Кишнем, Чех, Джикую, Израел, Тодарава, Поланд, Джикуе, Испана, Грациас.